Со цел да се потврдат позитивните искуства со примената на тераграминот кај оризот, како и да се добие потврда за неговата корисност кај другите култури, производителот Скопски легури пред 5 години ја продлабочи соработката со Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Евидентните показатели за зголемен принос, намалување на трошоците за производство, заштита на вода, пестициди и вештачки ѓубрива, подобрениот рандман, се придобивки кои можат да ги препородат производството и да им ја зголемат доходовноста на земјоделците со неговата примена. Кога е во прашање Кочанската котлина, примарна е неговата примена во оризопроизводството, а потврда на досегашните позитивни искуства ќе се очекува од нивите во Мојанци, Чешиново, Зрновци, Облешево и Соколарци. Скопски легури своевремено доби национално признание за најиновативниот проект за тераграминот, како и признание од Европската Унија. Неговото значење е и во тоа што може да се потребува во органското производство. Инаку преку опитот јасно се покажа дека тераграминот позитивно влијае врз физичко-механичките и воедно физичките својства на почвата, ја подобрува нејзината структура, тоест водниот, воздушниот и топлотниот режим на почвата, ја прави лесно растреснета, со што станува полесна и поекономична за обработка. Со својата хидроскопност впива голема количина на влага која што постепено ја испушта, а со тоа ја одржува влажноста на почвата подолго време. Овој производ се користи не само во оризопроизводството, туку и кај сите земјоделски култури, каде што неговата примена придонесува побрзо ртење на семето, поразвиен коренов систем, поголем број листови и подобра развиеност на расадот.